Преку јавните набавки во градежништвото се одредуваат квалитетот и трајноста на инфраструктурата што ја користиме секој ден. Од изборот на изведувач, преку техничките спецификации, до надзорот на реализацијата, секој чекор влијае на крајниот резултат. Неразбирливи или намерно замаглени тендерски барања, многу често и нацртани критериуми кои фаворизираат поединечни компании, ја отвараат вратата за корупција и злоупотреби. Техничките спецификации во многу јавни набавки се застарени и недоречени. Понудувачи се дисквалификуваат поради формални недостатоци, додека некои други компании стигнуваат да достават понуди за неколку минути по објавата, што буди сомнеш за манипулација. Формирањето на комисии без стручни критериуми доведува до одлуки кои не се во интерес на проектот, а жалбените постапки често се решаваат од второстепени тела кои немаат соодветна техничка експертиза. Договорните права се најчесто во корист на инвеститорот, додека изведувачите и подизведувачите остануваат ранливи при промена на проектот и зголемување на трошоците. Законските решенија за компензација при промена на цени постојат, но непревземањето одговорност најчесто доведува до судски спорови и дополнителни трошоци. За да ги заштитиме јавните пари и да добиеме инфраструктура што навистина трае, потребни се јасни технички стандарди, стручни и независни комисии, транспарентни електронски системи, предквалификации и договорни клаузули, кои обезбедуваат фер распределба на ризиците. Ова не е само техничко прашање, туку прашање на јавен интерес и одговорност кон идните генерации. Како го оценувате Законот за јавни набавки и неговата доследност во спроведувањето? Законот за јавни набавки е еден од законите кој е согласен со европската регулатива и глобално можем да кажем дека ги задоволува потребите на општеството, но има еден голем проблем, а тоа препознатливоста. Градежништвото како сектор, еден од трите најголеми стопански гранки во државата, мора да има препознатливост во истиот закон. Таа препознатливост не се осеќа и заради тоа ни настануваат сите проблеми кои ги имаме при неговата реализација. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да работиме се уште на Законот за јавни набавки во секундарна и терцијална форма при негово реализирање, иако имаме закон кој е согласен со европската регулатива, сепак во таа секундарна и терцијална форма, тоа е со подзаконски акти и со регулативи кои ќе ги регулираат јавните набавки, во втори и трет степен ќе мора да интервенираме да се добие една препознатливост на градежништвото, сепак се работи за една специфична гранка која има одредени специфики, а со оглед на тоа дека една од најголемите стопански гранки мораме да внимаваме на тоа. Има една препознатливост со цел да добиеме поголем квалитет и да добиеме конкуренција евакватна и адекватна на она што го бараме како квалитет. Законот за јавни набавки е апроксимиран со директивите на Европската Унија и е усогласен со нејзините принципи. Можеме да бидеме сведоци на значително подобрување на самите легислативни процеси, посебно во делот на примена на методот на економски најповолна понуда, што има влијание на избор на поквалитетни инженерски услуги. Кои се клучните забелешки во спроведување на јавните набавки? Клучните забелешки се следните, се нормирањето при реализацијата, значи немаме чисто нормирање, се уште важат оние правила, најниска цена добива, се уште имаме аукции со кои што се спушта цената на чинење и кој има најниска цена, он ја добива јавната набавка, што мислам дека не соодейства со барањата и на населението пред се, на оние луѓе кои живеат, но и на фелата да градиме квалитетни патишта, да градиме квалитетни автопати, да градиме квалитетни градежни објекти. Ценам дека во моментов имаме многу нелојална конкуренција која законот треба да ја препознае и со многу подзаконски акти и со регулативи при распишување на јавните набавки и со посебни регулативи кои ќе бидат имплементирани во јавните набавки, да ги регулираме тие работи се со цел стварно да го добиеме оној квалитет за кој што и сме целеле при распишување на јавната набавка. Во делот на споредување на јавните набавки, суштинска работа која може да се подобри е целосната дигитализација и поврзаност со самите институции кои што пропишуваат подзаконски акти, а кои што се во допир со самите критериуми кои што ги има во тендерите, во
западните држави веќе сме сведоци на целосна дигитализација на самите процеси, меѓутоа мора да напоменеме дека во тој дел има подобрување, односно веќе електронското прикачување на документи станува пракса и втор аспект кој што е навистина суштински е тоа да има континуитет во распишување на јавни набавки кај капитални проекти како би се обезбедила една побрза и понавремена реализација на истите. Колку се кредибилни комисиите кои ги спроведуваат јавните набавки за изведба на градежни работи во општините и јавните предпријатија? Тоа е она баш и што претходно го зборев сега, таа претпознатливост, значи јавните набавки ги разработуваат и ги спремаат луѓе кои што едноставно препознатливоста во градежништвото не може да ја осетат. Со тоа што, например, вие денес имате, ако имаме реконструкција на улица од 800 метри, може да се случи Димитрije Чуповски, што е во центарот на Скопје, што поминува покрај Собрание, што поминува во главното градско јадро, и некоја уличка во некоја приградска населба, ако е од ист габарит и од иста форма, да имат еднакви услови при настап на тендер, што не би требало да се случува. Сепак, има улици во кои што се значени за државата, кај што поминуваат секојдневно владени возила, дипломатски кораби, кај што поминуваат голема фреквенција на население, кај што поминуваат голема фреквенција на туристи, и тие мора некако да се одвојат во тие јавни набавки согласно условите за кои што се и наменети. Тоа во моментов го немаме. Во моментов имаме еден закон за јавни набавки кој нема препознатливост на градежништвото, кој си ги има своите, да кажем, има своји ограничувања и граници од кои што се прифатени од општеството, непрепознатливоста не е како што треба. Комисиите, поготово во општините, се една од слабите страни и од тука потекнува целиот проблем. И ретко имаме јавни предпријатија, ги има кај што комисиите се адекватни и релевантни, но сепак се соочуваме со некои чудни критериуми при јавните набавки, посебно кога сака да се специфицираат. Значи во моментот кога сакаме да таа препознатливост изнесеме, тогаш доаѓаме до некои чудни критериуми кои не се и баш нормални, не се и баш добри за распишување на јавната набавка. Впрочем, може да видите, разгледате ги во последните 4 до 5 години, не мора далеко да отидеме, улиците во централното градско јадро, од помал обем, ќе видите со кој квалитет се соочуваме и со кој квалитет се изработени. Јавните набавки кои што се распишуваат за инженерски дејности многу често подлежат на технички спецификации од кои бара соодветна едукација на самите членови на комисијата, од што произлегува и потребата за работни групи кои што се компетентни да ги разбираат тие сами спецификации. Дополнително на тоа, евидентна и потребата на обучени професионалци за тендерски критериуми од меѓународни финансиски институции, како што се Европска банка за обнова и развој, Европска инвестициона банка, КФВ, Светската банка, како би можеле и овие постапки да бидат законски усогласени и побрзо да се вршат евалуациите во рамките на самите комисии. Има ли предлог решение за промена на досегашниот модел? Предпознатливоста на градежништвото може да се воведе во секој момент, но треба да имаме луѓе кои го знаат градежништвото, кои го разбираат, кои се тесно поврзани со работата во градежништвото, и тие луѓе треба да се стават на правите места и да ги креираат овие јавни набавки. Значи, имаме ние квалитетни кадри кои што можат да членуваат во комисии. Ние како Здружение при Стопанската комора дадовме предлог дека сакаме да учествуваме и во тие второстепени комисии кои се однесуваат на жалби по однос на јавни набавки во градежништво, но исто така понудивме и наша помош како стручна помош, наши луѓе да учествуваат во тие комисии, поготово во некои проекти кои се побитни за државата, се со цел да ги нормираат и карактеризираат јавните набавки согласно потребите, согласно намената на јавната набавка. Со кратки реченици, ако сакам да се изразам, треба да кажам дека мораме нелојалната конкуренција која се ствара во државата, мораме на некој начин да ја селектираме. Не може на ист тендер да учествува фирма што има 2 вработени, што има 100 вработени. Значи тука нешто не е добро. Не може при тендерска постапка да имаме предвиден буџет за некоја улица или за некој булевар од одредена сума на пари, и на крајот јавната набавка да заврши со 40 до 50% од проценетата вредност да се добие јавната набавка.
Тоа е таа нелојална конкуренција која ни ги ствара проблемите, која ствара магла кај инвеститорите, затоа што често кај инвеститорите имаме она реченица, па ете има фирма која може по таа цена да ја сработи, а на крај гледаме дека не ја сработува по таа цена и квалитетот на улицата е очен. Токму и за тоа разговарам. Треба комисиите баш да го бараат она за што е наменета јавната набавка, а не само да ја спроведеме јавната набавка, таа да биде транспарентна, не, туку треба во ставоградежништвото да се препознае во таа јавна набавка и само во тој случај би имале квалитет, они што го очекуваме и што го очекуваат граѓаните. Условите кои што се пропишуваат во самите тендерски документации во однос на техничките спецификации, многу често има потреба да се доусогласени со реалната потреба од проектот, некогаш се и од стари тендерски документации, меѓутоа во голема мера, во најголем ризик е времето на самото распишување на тендерската документација, значи проектите многу често не можат да чекаат на долги еволуциони постапки, затоа е многу важно да технички лица, односно компетентни лица, учествуваат во дефинирање на самите технички спецификации, да се осигураат во порано од фазата на распишување на самиот тендер, дека истите се усогласени со барањата и потребите на инвеститорот, односно договорниот орган. Колку техничките спецификации влијаат на формирање на тендерската документација и критериумите за избор на најповолен понудувач? Техничките спецификации се, да кажем, работа за која долго се зборува во ФЕЛАТа, поготово во нискоградбата. Техничките спецификации кои ги користиме се пред 30-40 години и треба да се обноват. На тоа работи ФЕЛАТа, мислам. Дека во моментов и дека би требало за брзо време преку Комората на овостени инженери и архитекти некако да овој процес и го убрзаме. Но по однос на она комисии на техничките спецификации се што се пропишува во тендерите, мораме да кажеме дека ние треба да имаме јасна законска регулатива. Ние во моментот ја немаме. Значи, ние, доколку имаме јасна законска регулатива, точно определени технички спецификации во нискоградба и во нискоградба, тогаш ќе имаме некој патоказ на тоа како ги распишуваме јавните набавки и што бараме како квалитет. Многу често се случува тие програмски проектни задачи кои ги дава инвеститорот да не се недоречени, да ни ствараат цел хаос во реализацијата натака. Тоа е работа која што се уште не е завршена во нашата република и ценам дека во оној момент кога ќе донесеме нови технички спецификации, тоа многу работи од овие аномалии што ги имаме сега ќе се средат. Најниска цена како критериум или економски најповолна понуда. Кон што се стремиме како модел? Кои се предностите и мааните на двата модела? Економски најповолна понуда е методата која што развиените земји и меѓународните финансиски институции веќе долго време ја применуваат и ја поддржуваат. Односно, најчесто и самите меѓународни банки кои што ги кредитираат или даваат поддршка на домашните институции за распишување на тендери предвидуваат услов како економски најповолна понуда при избор на понудувачите, пред се од аспект на задоволување на квалитетот кој што е потребен за да се реализира на време на самиот проект. Споредбата на економски најповолна понуда и тендер кој е распишен со единствен критериум на најниска цена разликата е квалитетот, односно во делот на најниска цена тендерите понудувачот му е дозволено да си понуди услови какви што тој смета и често се трпи оди тоа во дел на импровизации на самите критериуми за квалитет, додека кај економски најповолната цена најчесто критериумите кои што се бараат за квалитет се многу блиску до критериумите кои што се потребни за навремена и економски најдобра, односно оптимална реализација на самиот проект, што е логично дека понатаму ќе влијае и за техно економски најдобро решение за реализација на самите проекти. Ние како држава треба дефинитивно да одлучиме што сакаме да градиме. Дали сакаме да градиме брзо и неквалитетно или сакаме да градиме нормално и квалитетно. Во тој момент кога ќе одлучиме што сакаме, ние ќе имаме јасна слика за тоа што ќе работиме и што на крај ќе добиеме. Во моментот сликата е нејасна, ние сакаме да работиме брзо и неквалитетно, а да добиеме улици кои ќе имаат квалитет и по 10 и по 20 години кои ќе опстојуваат, тоа не е можно. А критериумот најниска цена ностоп, значи сме го зборале тоа ставот на Сдруженијето при Стопанската комора на Македонија дека тој треба тотално да се исфрли како критериум
и да се бара економски најповолна понуда, што значи пригодлива цена, но и квалитет согласно потребите на јавната набавка. Критериумите за квалитет цениме дека мора да се услов над цената и само во тој момент би имале производ кој што би траел и кој што би ги задоволил потребите на населението. Може ли да се категоризираат компаниите, нивната опременост, стручност и релевантност без манипулација и кои се моделите на транспарентност на постапките на кои Европа и светот работат? При распишување на самите јавни набавки, делот за компетенциите на компаниите се дели на неколку делови, најчесто во зависност од природата на самата јавна набавка. Тоа е компетенција, односно барањето да понудувачот поседува одредена опрема која е потребна за реализација на проектот, да поседува соодветни лиценци и овластувања, односно лиценци за правното лице и овластувања со кои ќе ја докаже компетентноста на кадарот и дополнително неговото искуство, односно самата тендерска постапка најчесто содржи барање да самиот понудувач има претходно искуство од реализација на такви проекти. Имаме некоја категоризација што од институција до институција е различна. Проблемот е што има злоупотреби на тие критериуми од страна на комисиите, дали заради нивна нестручност или заради нивна намерно, не сакам да кажам дека е тоа, но сепак имаме ние тука некои категоризации кои што се битни при добивање на тендер или јавна набавка. Значи постојат лиценци кои ги издава на компаниите Министерството за транспорт и врски, постојат овластувања на инженерите кои ги издава Комората на овластени инженери и архитекти. Кога ќе се спојат критериумите согласно потребите на јавната набавка, добиваме некоја јавна набавка која што има одредени специфики. Можем да кажам дека ние како здружение што презедовме по однос на ова прашање за да можеме да дојдеме до некој квалитет кој би го продуцирала некоја јавна набавка, а тоа да биде систематски средено, да не мора да се интервенира дали во техничка спецификација или во услови, да не зависи од луѓето кои се седат во комисиите. И цениме дека треба да се подигнат критериумите за добивање на лиценци и овластување. Значи, ние мора дефинитивно да сватиме дека во оваа држава не може секој да работи проект од А категорија и не може секој инженер да работи на секој проект. Има одредени специфики, има одредени правила на струката, но и искуства кои одредени инженери ги поминале и врз основа на тоа треба да креираме услови. Така да подигање на критериумите за издавање на лиценци и овластување е клучен фактор доколку сакаме да добиеме јавна набавка која ќе ги отсликува реалните позиции на терен и која во одредена позиција би ги одбрала оние компании што стварно најдобро би ја завршиле таа работа. Ние како ФЕО во моментов имаме каков проблем? Да речеме, ни се случува проблем при јавните набавки. Два најголеми проблеми се проектираната вредност да е многу помала од онаа што владее на пазарот, а тоа е од причина што проектантите ги даваат проектантските цени и институциите врз база на тоа проектираат буџети. Замислете, проектанти што не работат изведба даваат буџет за колку би се извела таа работа, што во моментов во овие услови мислам дека некогаш можеби важело за добра практика, во моментов таа практика треба да се трне и треба да имаат институциите своји натрешно вработени инженери со огромно искуство кои ќе проценат колку некоја инвестиција би вредела и ќе го распишат буџетот за таа инвестиција. Тоа е најголем проблем во моментов, зашто често се соочуваме со тоа да буџетите за кои што треба да се тендерира одредена работа се премногу мали, дури многу прекинување на постапки имаме со образложение од комисиите, од институциите дека сме над буџетот кој е предвиден, а тој буџет го предвидуваат проектантите, што в принцип не изведуваат. Тоа е еден од многу големите проблеми, а вториот исто така огромен проблем е тоа што ниските критериуми за издавање А лиценци, Б лиценци, овластување Б, па кога ќе отидете на тендер и кога ќе видите јавна набавка, освен тоа што има подценета цена, ќе видите дека критериумите може да ги запазуваат многу број на фирми, од кои што знаете дека половина и повеќе од нив не може да изведат таа работа согласно квалитетот кој се бара. Тие се двата најголеми проблеми во Законот за јавни набавки. Кои се искуствата од регионот, Европа и светот кои може да ги примениме и за кои вие сметате дека се успешни во тие земји? Искуствата од Европа и светот во однос на јавните набавки веќе се применуваат во државата преку апроксимација со јавните набавки кои што ги почитуваат протоколите на меѓународните финансови институции, како што се ЕБОР банката, ЕИБ банката, КФВ Светската банка, кои што имаат сите
протоколи за избор на најповолен понудувач, кои што најчесто се базираат на критериумот на економски најповолна понуда и кои што имаат соодветни барања соодносно нивните политики за избор на ваквите понудувачи, кои што мора да се напомене дека ваквите пракси се во насока на оптимална економска и техничка реализација на проектите и затоа критериумите во самите се често и повисоки, меѓутоа и се во насока на квалитетна реализација на самите проекти. Оние позитивни искуства со кои сме дошли ние во контакт се предочени на писмено доставени до надлежните институции за поставување, но ние мора да ги подигнеме условите за добивање овластување лиценци, мора да ги средиме работните односи, законот за работни односи и мора да работиме на тоа да референците кои ги стекнуваат компаниите и овластените лица мора бидат тековно проверувани се со цел да нема злоупотреба при издавање на лиценци и овластувања. Така да, што треба да направиме? Треба да направиме само еден правен систем во кој што ќе ги регулираме сите овие работи на правилен начин. Во тој момент ќе добиеме она за што се стремиме и она што го идеализираме. Колку често се соочувате со промена на реалната состојба од проект до фактичка состојба и како се соочувате со инвеститорите и на кој начин се решаваат овие недоследности? Промената во текот на изведба на проектите е појава која што е редовна не само во нашата држава и туку мислам дека и во сите држави од Европа и од светот. Меѓутоа, тука е менеджментот со ризик да тие промени бидат што е возможно помали. Самиот закон препишува 20% зголемување на буџетот на проектот од она што е препишано во самиот проект. Меѓутоа, многу често ова не може да се предвиди поради самите глобални случувања, како што е скорашните глобални кризи, кои што влијаја на зголемување на цените и на материјалите и на другите ресурси кои што се користат во проектите. За таквите појави ние имаме примери на држави како што е Хрватска, кои што веќе имаат применато методологии за прилагодување на цените. Значи, идејата на овие методологии не е да се бараат цени кои што би оделе во бенефит на самите понудувачи, туку цени кои што се ги следат движењата на самите маркети, односно пазари, и кои што ќе пресметаат некоја состојба на цените која што е реална во време во кое што се изведува самиот проект и која што нема да ги оштети ниту инвеститорот, ниту понудувачите кои што се дел од проектите. Често го имаме тој проблем, често ги надминуваат буџетите, оние пропишани буџети и често и утврдуваме големи аномалии во проектната документација, така да се согласувам со вас дека таа е честа практика да ги надминеме буџетите, дури некогаш и тие 20% се малци за да се заврши проектот. Ние треба се огледаме на искуството од Светска банка и Европска банка за обнова и развој при нивното тендерирање на јавни набавки, тамо го нема тоа ограничување и се случува баш во нашата држава проекти финансирани од овие институции да надминат буџети по 50%, се со цел освен тоа што ги решаваат аномалиите на проектот, но ги решаваат и проблемите тековни кои се случуваат на терен, а не можеле да бидат предвидени, како например проблеми кои ги има тековното население, но во одредени случаи тоа е многу добро затоа што можеме да влијаеме и на квалитетот на изградбата и да добиеме многу поголем квалитет во однос на она што сме го пропишале, ако е тоа потребно. Значи имаме ние проекти кои траат и над 5 години, имаме и над 10 години. Замислете се доколку проектот што трае над 5-10 години, треба да го работиме согласно проектна документација која е правена за него, а таа изминато е веќе 10 години, или замислете да немаме можност во проект кој трае 10 и повеќе години да интервенираме и нешто да подобриме. Едноставно решение имаме тука, а тоа е да се применат искуствата при распишување на јавни набавки, финансирани од странски институции, Светска банка и ЕБРД, каде што тој лимит е не е ограничен и може да се користи во сите сфери. Во најголем број од случаи, кусокот и вишокот не се пребиваат и брзо се трошат 20% од вишокот на набавката од крајната понудена цена. Кои се предлог решенијата за надминување на овој проблем? ФИДИК договорите ги даваат точно методите за пребивање на кусоци и вишоци. Меѓутоа, многу е важно тука да се применуваат праксите кои што се флексибилни од
државите, пред се членки на Европската Унија, кои што имаат методологии за следење на ваквите состојби, покрај самите ФИДИК договорни услови, кои што се, и кај нас се применуваат, меѓутоа често има појави на разлики во самите принципи на ФИДИК договорите и легислативата, каде што легислативата секогаш има предност. Самите договорни услови мора да се почитува, што значи дека ваквите методологии на прилагодување на цените мора да бидат дел и од самата легислатива како би имале ефект. Ако одиме правно, административно, треба да се пребиваат и тоа го има на сајтот на Бирото за јавни набавки како пример, но многу од нашите институции не ги прибиваат и тоа е една аномалија која што ни ствара многу голем проблем при реализација на проектите. Решение за вакви работи кои се практични, ние ги гледаме во узансите и ми цениме дека комората работи на подготовка на узансите во моментов, цениме дека за некој месец и пол ние ќе имаме спремни узанси кои ќе ги предложиме до Министерството за транспорт и врски да ги усвои и доколку ги усвоиме узансите, овие проблеми што ги имаме вакви од практична природа би ги решиле и верувајте дека доколку вакви практични проблеми кои ни се случуваат при реализација решиме, тогаш многу полесно ќе ги завршуваме и за побрзо ќе ги градиме сите капитални проекти кои ги започнуваме. Тендерските постапки се со фиксни цени. Проектите се работат повеќе години и пазарните цени се менуваат. Како да се регулираат променетите цени? За проблемот на разликите на цени, евидентна е потребата од прилагодување на легислативата по однос на оваа проблематика и во тој дел може да се користат примерите од Европа кои што веќе функционираат. Значи, Хрватска во 2022 година за сметка на короната примени методологија која што би ги следала пазарните услови, која што би била во насока на неоштетување на самите понудувачи, а останување со следење на самите барања на инвеститорот, со некои придружни коефициенти за трошоци на живот, следење на пазарните цени на материјалите и така натаму. Мораме да бидеме брзи во примената на овие методологии, затоа што оштетувањето и на самите понудувачи и на инвеститорот со нереални барања на цени влијае врз самата реализација на проектите. Судските постапки се превенираат за вакви случаи само со точно дефинирани методологии, меѓутоа не како стандарди, туку како правилници, односно како дел од самата легислатива, бидејќи ако ваквите методологии немаат легислативна моќ, истите се многу тешко применливи и многу често доаѓаат до разрешница со судски постапки, од кои, доколку превентивно се делува, би можеле да се решат пред самото започнување на проектите. Многу е тешко докажливо тоа. Најлесен начин како ние да ги регулираме цените и како да го смалиме ризикот, како и на изведувачите, но така и на државата, е воведување на клизна скала. Впрочем, во Македонија сите проекти кои се финансирани од странски институции, 90% барем од нив, постои во проектната документација и во документацијата за јавна набавка и клизна скала, по однос на која се работи, по однос на која се пресметуваат ситуациите за наплата. За жал, кај нас ја немаме таа практика, некако као да имаме страв да ја воведеме таа практика. И од короната, значи од 2021 до денес, свативме колку ни е потребна таа регулација на цени. Разговарано и со владините представници за овој проблем, ценам дека во блиска иднина ќе мора да најдеме можност и сили, а законот за јавни набавки тоа го дозволува, немаме ние пречка да воведеме клизна скала во нашите јавни набавки. Имаме повеќе ментална пречка кај институциите и ќе мора да се избориме со таа ментална пречка, да дадеме некоја сила, тоа само водата може да ја даде таа сила, да се примени клизната скала во проектите, барем во оние проекти кои се долгорочни, траат повеќе од една година и кои се буџетски поголеми, се со цел да ги намалиме ризиците од потенцијални кризи кои не се предвидливи, а во тој случај верувајте дека има многу бројни случаи каде што државата заработила повеќе согласно на условите на терен, така да воведување на клизна скала во јавните набавки кои ги распишува државата од буџет би било решение за овој проблем кој го разговараме се. Македонската влада склучува стратешки договор со странска приватна компанија без јавна набавка. Има ли можност македонската влада истото да го направи и да склучи договор за стратешко партнерство со 5 најголеми македонски градежни компании и да им обезбеди работа на капитални проекти без јавна набавка?
Во последните деценија и пол, може би рекол, односно во последните десетина години, сведоци сме на поголемо присуство на странски компании на пазарот на труд и пред се во градежништвото. Истото е производ на некои си стратешки текови кои што не биле предвидени од страна на веројатно на самите и јавни набавки, меѓутоа и капацитети на самите домашни компании, кои што во таква ситуација е неопходно да имаат поддршка од државата, како би биле компетентни пред се на домашниот пазар, а потоа да размислуваме на странски пазари. Значи, ние редовно се бориме преку коморите за ваквата поддршка да ја добиеме. Има методи на кои таквата поддршка може да се добие. Ние редовно тие методи и методологии ги презентираме преку Стопанската комора и преку комората на овластени архитекти и инженери. На државата е ваквите аргументи да ги чуе и да ги примени. Веруваме дека имаме можност за поголемо присуство на домашните компании, меѓутоа за тоа треба стратешки да се работи. Инцидентно делување тука не е доволно. Ние имаме млади инженери кои што треба да се трудиме да ги зачуваме преку работа на капитални проекти. Би требало да прашате владата, ние би биле повластени, ние би биле презадоволни доколку тоа се случи. Не дека не е нормално, не дека ние не сме партнери на владата, поготово при реализација на капиталните проекти, и верувам дека доколку тоа се случи, владата се одлучи на таков чекор дека ќе најде вистински партнер во македонските компании, кои што верувам дека доколку таа доверба им се даде, ќе вратат дупло по однос на она што им е дадено. Како најчесто се елиминираат македонските градежни компании од јавните набавки на капиталните проекти, во кои се поставуваат критериуми кои се невозможни за македонските градежни компании? Поддршката за домашните компании мора да биде стратешка, односно да биде долгорочна. Таа, доколку е инцидентна, многу тешко дека би имало резултат. Градењето на референците се повеќе годишен, многу често и повеќе децениски процес, каде што преку поддршка на државата треба домашните компании прво да добијат шанса да бидат дел од големи тендери, како понатака би стекнале компетенција и да бидат носители на самите тендерски постапки, кои што веќе предвидуваат се поголеми и поголеми буџети. Меѓутоа, за да една домашна компанија добие таков капацитет, треба на неколку големи тендери да ги црпи искуствата од самите капитални проекти, од кои што ако е подизведувач, многу често по критериумите на меѓународните финансиски институции не може да биде сметана како дел од тие тендери. Значи, треба државата да даде поддршка за домашните компании за почесто бидат дел од големите капитални проекти. Значи, не се елиминираат, едноставно не може да учествуваат. Правилата на Светска банка, Европска банка за обнова и развој, кои се најголеми инвеститори во нашата држава, кои се најголеми инвеститори на јавните набавки, верувајте дека во последните 5 до 6 години, посебно, е тоа дека ние не можеме како домашни компании да учествуваме. Значи, толку се високи критериумите, толку се чудни критериумите, толку не се разработува и не се еволуира и не се разгледува под небето во кое се распишува јавната набавка, да верувајте да на 90% од нив не може македонска компанија да учествува нити како дел од конзорциум, не како лидер во конзорциум, нити па може сама да настапи на тендерите. Тука сме ние приморени да работиме како подизведувачи. Нашата работа како подизведувачи не сведува до тоа да ние да бидеме аргати, да немаме развојна мисла, да не ги креираме ние процесите во кои што работиме, едноставно не враќа назад и освен тоа што би рекле дека имаме некоја работа, се друго е во негативна смисла. Големите македонски градежни компании, кои имаат систем на управување, знаење, искуство, кадар и опрема, често се случува да изгубат на јавна набавка од анонимни фирми без референца. Како да се елиминираат овие појави кои значајно влијаат на компаниите кои долгорочно инвестираат во опрема и кадар? Кои се механизмите за заштита од коруптивни постапки? Механизми за стекнување со реална компетенција и почитување од страна на
самите оператори кои што ги распишуваат пред се транспарентноста. Европа веќе се труди за сите овие процеси да бидат целосно дигитализирани, како се повеќе и повеќе би се зголемила транспарентноста во самите процеси на јавни набавки, каде што не би имало никаков простор за манипулации на самите јавни набавки. Кај нас имаме напредок во однос на електронско прикачување на документите и делумна дигитализација, меѓутоа суштински треба ова дигитализација да го опфати целиот круг со институциите и коморите кои што ги содржат подзаконските акти, односно кои што ги дефинираат критериумите за инженерите и самите компании, како би можеле да зборуваме за целосно транспарентна постапка при јавните набавки. При многу јавни набавки кои се распишуваат кај нас, критериумите се толку општи, согласно Законот за јавни набавки, а добивањето на лиценци и овластувања нема високи критериуми, така да немаат високи критериуми, така да се соочуваме со една нелојална конкуренција во која што добрите и компаниите кои се спремни и кои може да го завршат нештото без проблем, често се неконкурентни, така да решението, тоа го спомнавме и претходно, е во подигање на критериумите, на добивање овластување, добивање лиценци, но и на подигање на критериумите при реализација на јавните набавки. Ние не треба да се плашиме од тоа, ние некако се плашиме од тоа, имаме некоја бариера со оглед на тоа дека цениме дека нема да се пријават голем број компании, као нема да биде транспарентна јавната набавка. Најтранспарентна јавна набавка е јавна набавка која добил оној кој што може да ја заврши. Нема потранспарентна од таа јавна. Вие може да имате јавна набавка со 100 фирми и да ја добие некоја фирма што тотално не е релевантна и неодговорна и не парира на потребите на јавната набавка и sa тоа ќе го рачунаме како потранспарентно, а можеме да се деси и јавна набавка кај што има еден понудувач, но тој понудувач дури е преквалификуван за таа јавна набавка, тогаш ја поништуваме и викаме тука нема као транспарентност. Ја мислам дека околу транспарентноста треба да се договориме дека критериумите треба и гледише да не бидат на друг начин, а тоа е најголема транспарентност е некоја работа во градежништвото да ја работи фирма која што може да ја сработи. Поголема транспарентност тоа не постои. Имате ли коментар за понудите на јавните набавки со 0 денари и за понуди кои се испраќаат за 3 минути по објавата на огласот? Во појавата со воведување на тарифниците има и позитивни аспекти кои што имаат услови да се подобруваат. Еден од аспектите кои што се позитивни е што имаме подобрување на инженерските услуги, посебно во делот на високоградбата и урбанистичкото планирање. Меѓутоа има и моменти во самите постапки за Законот за јавни набавки кои што станува институциите, односно надлежните бирото за јавни набавки да ги додефинираат како би се обезбедила и понатаму потранспарентна постапка. Верувам дека од техничка природа она со прв поднесен, прв добиен има можност методолошка да се реши. Верувам дека во скоро време и тоа ќе се додефинира. Како ова би добила на поддршка и за изработка на тарифници во останати области не би било пречка за оваа добра пракса на воведување на ценовници за инженерски услуги да се прошири во останатите области инженерски. Итноста некогаш во градежништвото доведува до тоа да морате да направите некои работи со оглед на тоа дека јавните набавки кои се распишуваат за проекти кои се реални потреби на граѓаните. Системот да идеме со иста цена, а кој попрво ќе кликне да ја добие работата, тоа за нас е тотално нетранспарентно и како што е нетранспарентно она да некој работи за цена од 0 денари. Тоа треба да се елиминира, како што се елиминира во странство, например, имавме привилегија да разгледуваме тендерска постапка во Австрија, таму највисоката и најниската понуда по автоматизам се одбиваат. Едната се рачуна дека е преголема, другата се рачуна дека уопште не е конкурентна. Има 1000 критериуми кои што вие може да ги примените. Например, ако погледнете во правилниците на Европската банка за обнова и развој, ќе видите дека има 1000 начини како при евалуација на тендерската документација вие да го најдете соодносот помеѓу цените, за да знаете кој е релевантен таа работа да ја заврши, а кој не е релевантен. Тие правила се општо познати, само треба некој да ги примени. Уште еднаш ќе кажам, бариерата наша ментална дека во нешто треба да навлеземе и да го регулираме, треба да се трне и треба да се охрабриме дека мораме да дадеме наш импулс во спецификите на стручноста на фелата, се со цел да изградиме подобар систем. Во моментот со општи правила и прописи не можеме да бараме карактеристика на дејност.
Колку неусвојувањето на правилникот за најниски цени на услуги во нискоградба за овластени архитекти и овластени инженери влијае во јавните набавки? И какви се последиците? Јас имам информација дека Комората за овластени архитекти и инженери работи на ценовникот за нискоградба, меѓутоа верувам дека треба да се има и трпение, се работи за комплексна материја. Верувам дека раководството на Комората во догледно време ќе даде решение за овие услуги, пред се по однос на тоа што дефицитот на кадар на вистина можеби и производ на ниските цени за инженерски услуги во нискоградбата и веруваме дека усвојување на еден ценовник во нискоградбата дополнително ќе допринесе за мотивација и на младите инженери да се развиваат во оваа област која што видовме последните децении дека е и тоа како значајна за економскиот развој на државата. Кои се најдобрите светски искуства за јавни набавки за да се добијат најдобрите резултати за инвеститорот и за изведувачите и за сите други учесници во процесот? Најдобрите светски практики во делот на јавните набавки во светот се базираат на два главни суштински принципи во модерната историја на градежништвото, а тоа е економски најповолна понуда и дигитализација на самиот процес. Економски најповолната понуда обезбедува квалитет, а дигитализацијата на самите јавни набавки кои што се распишуваат обезбедува транспарентност на самите јавни набавки.